Почна кампањата за локалните избори Македонија, закажани за 19 октомври. 1.832.415 граѓани ке гласаат за градоначалници и советнички листи во 80 општини и во град Скопје. Пријавени се вкупно 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за членови на општинските совети. Граѓаните очекуваат изборна кампања полна советувања, но и со подметнувања меѓу политичките партии. Преку социјалните мрежи тие им порачуваат на кандидатите да не лажат, доста ни од празни ветувања, оние кои се нереални нема да го добијат мојот глас. Не сакам да гледам како се напаѓаат меѓу себе, туку да видам што и на кој начин ќе градат во мојот град, се дел од пораките на граѓаните. Инаку на 19 октомври ќе се гласа на вкупно 3480 избирачки места низ земјава. Изборите не се институционална формалност. Тие се основно право и реален инструмент на граѓаните да изберат раководители со интегритет, визија и посветеност кон јавниот интерес, порача председателот на Собранието Африм Гаши во пресред на отпочнувањето на кампањата за локалните избори. Тој упати повик до сите политички субјекти, кандидати и организацијски структури, институциите и медиумите, активистите и граѓаните да покажат висок степен на политичка и граѓанска култура и да се воздржат од секоја форма на притисок, користење на говор на омраза, поларизирачка пропаганда и злоупотреба на јавните ресурси. На средба со македонските иселеници во Детройт при посетата на црквата Света Богородица, председателката Гордана Силјановска-Давкова изјави дека мора да се задржат врските и во Македонија да се ја повратиме диаспората. Посакувам да бидеме во постојана врска, бидејќи во светот има едно семејство што се вика македонско, а знам дека во животот се може да смените, само татковината не, истакна председателката. Председателката го посети неделното црковно училиште кое го посетуваат 120 деца на македонски јазик. Резултатите од прегледот на 15 ученици од Штипското средно училиште кои минатата недела имаа симптоми на труење ќе бидат најдоцна до утре. Имено учениците на големиот одмор јаделе сендвичи од блиска сендвичара киоск кај која е направен и вонреден санитарен преглед. Епидемиологот во Центарот за јавно здравје Штип, Светлана Живкова, вели дека се земени примеровци од инкриминираната храна за лабораториско испитување и брисеви од работните површини. Објектот е затворен и од Државен здравствен и санитарен инспекторат и од Агенцијата за храна и ветеринарство. Мајка на дете кое по труењето заврши на инфективното оделение во клиничката болница Штип, изјави дека нејзиното дете симптомите ги добило по конзумирање на сендвич со пилешки стек и компири. Министерството за здравство го промовираше проектот за идниот меморијален центар во Тетово, кој ќе биде изграден во чест на жртвите од пожарот во модуларната болница. Трагичниот настан кој се случи во септември 2021 година кога изгореа 12 пациенти и 2 посетители. Болницата беше целосно уништена за помалку од 3 минути. За време на судењето за овој страшен настан се споменуваше и тоа дека за се е виновен некој си кабел. Времето во следниве денови низ Македонија ќе биде променливо облачно со повремен локален дожд. На одделни места ќе има и нестабилност со порани врнежи и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималните утренски температури ќе паднат под 10 степен, а дневните нема да поминат над 20. И во Скопје времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со повремен пороен дожд и грмежи. Во делови од Скопската котлина се можни услови за појава на невреме. Температурите ќе се движат од 13 до 22 степени. Обединување на Косово и Албанија е замисливо единствено во рамки на Европската Унија, а се друго е бајка, изјави албанскиот премиер Еди Рама. Тој нагласи дека денес нема место за формулите од 19 и 20 век и оти приоритет на Тирана и Приштина мора да бидат европската интеграција и меѓународното партнерство. Изјавата доаѓа во период на заладени односи меѓу Косово и Соединетите Американски држави и откако Вашингтон го суспендираше стратешкиот диалог со Приштина. Министерката за туризам на Црна Гора Симонида Кордиќ е повредена во сообраќајна несреќа
што вчера попладне се случи на автопатот кој води од Драгалј кон Грахово и Рисно. Од полицијата соопштија дека Кордиќ била патник во службено возило на Министерството кое го управувал возач вработен во институцијата. Покрај министерката повредена е уште една жена која се наоѓала во друго возило. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху пристигна во Вашингтон на средба со американскиот претседател Доналд Трамп. Главната тема на разговорот ќе биде планот на американската администрација во 21 точка за решавање на кризата во Газа. Средбата доаѓа во време кога Израел се соочува со силен меѓународен притисок за запирање на војните интервенции во појасот Газа. Термоелектрана во близина на рускиот град Белгород била бомбардирана во синокешните напади на украинските сили. Според извештаите на руските медиуми, била погодена една од трансформаторските станици, што довело до прекин на снабдувањето со струја во регионот. Белгород, кој се наоѓа во близина на границата со Украина, е редовна мета на украинските напади, кои имаат за цел да ја нарушат руската воена и енергетска инфраструктура. Според прелиминарните резултати на изборната комисија на Молдавија на вчерашните парламентарни избори, проевропската партија на Акција и Солидарност освоила речиси 49% од гласовите, додека проруско ориентираниот патриотски блок околу 25%. Опозицијската коалиција синоќа организираше протест пред зградата на изборната комисија. Унгарскиот премиер Виктор Орбан и неговиот словачки колега Роберт Фицо изразија силен протест против притисоците за прекин на испораките на руска нафта. Тие нагласија дека според меѓународното право суверените земји имаат право сами да одлучуваат. Фицо притисокот на Европската Унија да ја прекине испораката на руска енергија ќе нанесе штета не само на Словачка и Унгарија, туку и на цела Европа. И покрај санкциите кон Русија, Словачка и Унгарија продолжија со увоз на руска нафта, тврдејќи дека алтернативите се скапи и несигурни. Во вооружениот напад во градот Гранд Бланк во Мичиген, најмалку 4 лица загинаа, а 8 беа ранети кога вооружен маж запали црква и отвори оган врз верниците. Полицијата го идентификува напаѓачот како 40-годишен ветеран од војната во Ирак, кој според официјалните податоци поставил 3 импровизирани бомби. Бомбашот бил ликвидиран на самото место од полициските сили. Пекиншкиот народен суд објави дека Танг Ренџијан, поранешен министер за земјоделство на Кина, е осуден на смрт заради примање мито во износ од над околу 32 милиони евра во периодот од 2007 до 2024 година. Судот нагласил дека примањето мито предизвикало особено сериозни загуби за државата и народот. Овој случај е дел од поголема кампања против корупција што ја води претседателот Си Џинпинг, во која веќе се осудени неколку високи функционери.